Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе гледате. Еврокомесарот за проширување е оптимист дека земјава пред летото ќе ја добие одлуката за почеток на преговори со ЕУ. All member states are acknowledging the achievements North Macedonia and the political leaders have made during the year. Премиерот оперира со јуни или јули. Како ќе го мотивираат председателот Вучич и председателот Тачи, ако не дадат ништо према Македонија? Средба за Евхан во Виена. Возевме по новата делница од автопатот кон Белград, важна и за граѓаните и за економијата на земјава. Гарделичката клисура бајпасирана со 36 моста и 2 големи тунела. Виртуозноста на младиот виолинист Александар Иванов доволна да заслужи стипендија од светски најпрестижната музичка школа Џулијард, но не ја одржавава. Сепак, по јавниот притисок, ние ќе предлагаме и ова област да се покрие. Услугите на патронажните сестри ги добиваат само 4 од 10 жени во земјава. Во периодот од 2007 до 2017 година, опфатот генерално на жените во репродуктивен период и на жените кои што треба да бидат посетени после породувањето се намалува. Како оваа служба да профункционира во полн капацитет? Можеше веднаш да се снајде, да рече дека се работи за пола прасе нарачал и готова работа. Кој нарачува дома пола прасе да ти донесе некој мислам, да не се зезаме. Зошто не? Зошто Си нарачаш, кој можеш пица да нарачаш, овај да ти донесат фамилиарна, можеш и пола прасе од турна да ти донесат. Саботажа. Ова е само најава. Со сториите се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Напорната работа и талентот го доведоа младиот виолинист од Скопје Александар Иванов до стипендија од најпрестижната музичка школа во светот, Џулијард во Њујорк. Сепак, иако покрива 75% од школарината, стипендијата од Џулијард ни оддалеку не е доволна за покривање на сите трошоци за студирање и престој во Њујорк. Затоа беше иницирана онлайн акција за собирање донации, а по реакциите во јавноста дека се прави неправда кон Александар, се активираше и владата. Славица Филиповска ја има сторијата што обединува повеќе теми, меѓу другото за тоа дека до светскиот врв може да се стигне и од Македонија, но и за недореченоста на регулативите за стипендирање на матурантите што успеваат да се запишат на најдобрите универзитети во светот. Има само 18 години, а едно чудо успеси зад себе. Младиот виртуоз на виолина Александар Иванов го нарекуваат македонскиот Паганини. Моите баба и дедо ме однесоа на првиот детски концерт на Македонската филхармонија. И се сеќам кога беше вчера, кога ги гледав виолините и бев импресиониран од звукот. И си реков, ова треба да го правам, ова многу сакам да почнам да го правам, нешто се гледа дека ми исполнува и така започна да свирам виолина. Првиот контакт со инструментот се случил кога Александар имал 7 години. Првата виолина ми беше позајмена. Не беше купена, не беше моја. И започнав со дедо ми, бидејќи тој е композитор и бил професор на факултетот за музичка уметност, но и он како мене кога бил мал почнал да свири виолина, и он има познавање. Ја започнав со него, него беше кејф многу да ми помогне и така. Најдраго за Александар е првото место на меѓународен надпревар во Будимпешта, каде ја добива и специјалната оркестарска награда. Од низата признанија на домашен терен, тој е најмладиот добитник на наградата Виртуози. Средно завршува во Илија Николовски Луј во Скопје, но паралелно година и пол бил на усовршување во Виена. Работел со еминентни светски уметници Светлин Русев, Вадим Репин, Леонид Кербел. Но надградбата на Александар станала финансиски исцрпувачка за семејството. Да не биле тие патувања, немаше да стигнам до тука, за сите тие патувања, мастер-класи, надпревари, само аудицијата во Џулијард, тоа кошта пари, нели? И е неопходно.
На аудицијата во Джулиард, светски најпрестижната музичка школа, со 8-минутен настап ги освоил симпатиите на жирито. Ја добива највисоката стипендија од 75% покриена школарина. За останатите $35,000 годишно, неопходни за студирање на Александар во Њујорк, покрената е акција на онлайн платформата GoFundMe, каде досега се собрани неколку илјади долари. Каде е државата во целата приказна? Конкурсот на Министерството за образование за стипендирање на додипломски студии во странство не е до крај јасен. Од една страна пишува дека се стипендираат сите студенти примени на еден од првите 10 рангирани универзитети во сите области, а потоа се додава, односно на еден од првите 100 рангирани од областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, биологијата, хемијата на Шангајската листа на универзитети. Уметноста како област е опфатена во конкурсот, но не и насоката музика. По реакциите во јавноста дека се прави неправда кон Александар Иванов, министерот за образование Арбер Адеми најавува дека на утрешната седница владата ќе ја измени програмата за стипендирање, со што ќе се овозможи поддршка и за оние што ќе се запишат на врвните музички образовни установи. Со тоа и Александар ќе може да аплицира за да го оствари својот сон. Уметност било, но не е прецизирано, бидејќи се работи за виолинист, не било прецизирано баш за таа област кај што е примен детето. Значи, затоа ние ќе предлагаме и ова област да се покрие, па да се поддржат сите талентирани млади луѓе кои ги имаме. Денеска се работи за виолинист, утре можеби ќе се појави за филмска продукција во некоја престижно училиште. И вие постојано ќе ги менувате на седници програмите? Ние ги одредуваме областите. И уметноста е предвидена, но не музичката област. И затоа пропуст и низ годините така е, бидејќи секоја година се усвојуваат програмите, овие се годишни програми. Ама не може тоа да биде оправдување, тој пропуст некого учини животна шанса и Разбирам, кариера. И затоа ќе им излеземе на пресред, предвидувајќи ја и таа област точно, конкретно, јасно, прецизно, за да им се даде поддршка. Студирањето на Александар на Джулиард е посакуван развој и за неговиот професор Горан Муратовски, виолинист, шеф на оркестар во Македонската филхармонија и самиот магистер од Германија. Имавме изворедна соработка, дете со многу големи музички капацитети, со огромна меморија, апсорбција на голем музички материјал. Значи, за многу краток период Александар помина дела од виолинската литература кои се капитални на еден начин. Министерот за образование уверува дека државна помош нема да изостане за ниту еден надежен студент. Им порачувам на сите млади да барат квалитет, да се запишат во најпрестижните високообразовни установи и во земјата, и во странство, бидејќи на вистина имаме потреба од нив. Никој да не се откажува со ништата е пораката што ја испраќаат и Александар и неговиот професор Муратовски. Се надевам дека би завршил например на Джулиард и дека би имал некои побитни награди што ќе ми овозможат да имам некој почеток на кариера. Секој треба проба, никој не треба да се откаже, затоа што никогаш не знаеш што ќе се деси. Следете го примерот на Александар, верувајте во себе и имајте храброст, не се обезхрабрувајте. За секого има сегде место во нашиот музички свет. Помина 2 недели од завршувањето на изборите, 4 недели ако не грешам од вашата најава за смени и во владата, но и на други функционери од сите ешелони на власт. Се уште нема конкретни мерки, освен една оставка. Зошто толку тактизирате? Кога веќе конкретно нешто ќе преземете? Зошто јуни, а не мај? Заради тоа што знаете дека имаме внатрешни преговори со опозицијата. Треба да изгласаме во парламентот 2 важни закони кои што не остануваат.
Возевме по новата делница од автопатот кон Белград, важна и за граѓаните и за економијата на земјава. Гарделичката клисура бајпасирана со 36 моста и 2 големи тунела. До Европскиот совет во јуни останува еден месец. Останува и неизвестноста дали лидерите на земјите членки на Унијата на тој состанок ќе донесат одлука за почеток на пристапните преговори со земјава. Еврокомесарот Јоханес Хан во кратко интервју за 360 степени вели дека според информациите со кои располага, сите земји членки го вреднуваат, како што вели, напредокот направен од Северна Македонија во изминатата година. Премиерот Зоран Заев, кој денеска во Виена се сретна со комесарот Хан, како опција за одлука го споменува и јули. Од австрискиот главен град известува Владимир Мирчевски. Економскиот форум што се одржа овде во Виена донеси политички пораки. Шефот на ресорот проширување во Европската комисија, инаку австриец, е уверен дека Северна Македонија ќе добие одлука за преговори пред летото и дека ќе ги отвори првите поглавја до крајот на годинава. Во краткото интервју што го направивме денеска во Виена, го прашавме Јоханес Хан и кој ќе го направи се поизвестното раздвојување на Северна Македонија и Албанија, Комисијата или земјите членки, зашто Франција и Холандија тешко би се согласиле со отворање преговори со Тирана оваа година. Commissioner Han, on several occasions, just like today, you mentioned that next week European Commission plans to recommend starting of accession negotiations with North Macedonia. According to you, to what degree EU member states will remain consistent to last year's June decisions, where they said that this June there will be a date for North Macedonia? Well, according to the information and the intelligence I have, actually all member states are acknowledging the achievements North Macedonia and the political leaders have made during the year. I mean, last year we had a Prespa agreement, which was at that time an agreement between two governments, and now it's done in a way that the constitution has been changed. Greece has acknowledged this, so the deal is implemented, and this is clearly a progress compared to last year. And therefore I'm very confident that we will get the green light for North Macedonia as soon as possible. From all member states? We need a unanimous decision by all member states, otherwise we can't take the decision. It seems like that for some of the restrained countries, let's say like France and Netherlands, it would be much easier to give green light just for North Macedonia and not for Albania. We hear talks of so-called decoupling of the both countries. Does the European Commission plan to make some kind of wording in the reports and single out progress in North Macedonia, or this hard work would be handed over to the EU member states? Well, it's not hard work. We have done our work, we have done our assessments, we have agreed about certain conditions which have to be fulfilled or done by both countries, different ones. Both conditions are agreed with members, with the partner countries, based on unanimous decision by all member states. So it's not something the Commission has only negotiated. No, all the member states has agreed about it. We have assessed it, and we can give, so to say, a serious positive recommendation, most likely for both of them. Of course, we are still working on the final language, but then it's up to the member states to take their decisions, their assessments, and of course, our aim is to keep the two countries together. Back on the home reform front in North Macedonia, there is still no political agreement between the government and the opposition concerning the future of the Special Prosecutor's Office. To what extent the date for accession talks depends on adopting this law? And we hear continuously from the opposition in Macedonia that, as they say, this June there will be no date for the country due to the, as they say, poor performance in the reform agenda by the current government. I have been just reassured by the Prime Minister that he is still in discussions and negotiations with the opposition on the Special Prosecutor law. And again, I'm confident that they can find an agreement, a solution
finally, it's in the interest of the country, and both big parties are very much dedicated to the European perspective. So I understand they are fully aware about their responsibility, and that's why I'm confident that they will find a solution. What is your assessment? Has North Macedonia enough capacity, administrative and expert, to lead, to conduct proper negotiations with the European Union? Well, we had during the past couple of months already some, so to say, preparatory work in the way to take stock where the country is today, what are, so to say, the differences to the European level, etc. But the feedback I got from our experts is that indeed there is competence on the ground, there is expertise. So again, also here, I'm confident that this is manageable. Of course, one has always to guarantee that the expertise at the level of civil servants stays during the whole process. I mean, people in the public administration who are familiar with European affairs, who have language skills, are always a very interested target for the private sector, and very often they, of course, offer more attractive salaries. But again, I think also this is something which can be managed. There is a lot of dedication and enthusiasm amongst the public administration, the people there, and I think everybody is eager to start now negotiations. Thank you very much. Okay, thank you. За последниот развој на настаните, Хан денеска разговараше со македонскиот премиер, средба од која Заев излезе оптимист дека Европската унија ќе го вреднува постигнатото. Свесен е дека има поширока регионална игра и калкулација кај дел од влијателните земји членки со диалогот Белград-Приштина и евентуалното влијание што одвојувањето на Македонија од Албанија би го имало врз тој процес. Ако сега би требале да носите проценка врз основа на контактите што ги имате и што ги имавте со Меркел и со Макрон, тогаш која би била вашата оценка? Колку се реални шансите во јуни земјата да добие датум за старт на преговори? Значи, заради нас, нашите перформанси, договорот од Преспа плюс реформите, имаме позитивен амбиент. За жал, констелациите не се добри и затоа е отворена оваа дебата. Констелациите која мислам на Албанија, Косово, Србија, прашањето и слично. Но верувам дека нема да се дозволи во ниеден момент да после 14 години кандидат и од 2009 позитивна препорака, повторно бидеме одложени, заради тоа што дефинитивно ова не е во полза ниту на Европската унија, ниту е во принципите на Европската унија. Договореното, ако ние испорачаме, тие да испорачат било за која земја, тоа важи секако и за нас. Така да верувам дека тој период кој што го прави специфичен, на тоа се европските избори, завршуваат на 26, извештајот се објавува на 29. Бундестагот има 3 до 6 само период на дискусија за усвојување на извештајот од Европската унија, а вториот сесија има крајот на јуни. Целото ова го прави летото за одлука, затоа и го потребуваме след летото јуни или јули да се донесе ваквата одлука. Јас сум оптимист. Секако треба да им се остави простор на европските лидери, заради тоа што менеджментот со целиот Западен Балкан и останатите проблеми како што е косовското прашање, Босна и Херцеговина, но и актуелните состојби во Албанија, што се случуваат, ќе биде потребно од наша страна разбирање да го изменаџираат целиот процес во полза на сите, но секако со потврда на она што ни е заслужено. Така да нема ниту председател, ниту канцелар, ниту премиер кој што нашите перформанси ги става како причина, тоа е се окей. Генерално само заради констелацијата со сите други ќе се знае точно кога ќе биде одлуката. Ова година ние ќе добиеме позитивна одлука, односно одлука за отпочнување на преговорите, која што јас верувам дека ќе биде јуни или јули. Значи јули е реална опција. Чиј став во овој момент е понеизвестен? Дали на традиционално воздржаната Франција или пак на Германија, која што очигледно калкулира со прашањето за Албанија и влијанието на Албанија како држава врз диалогот меѓу Белград и Приштина? Тука е таа калкулација, заради тоа што гледате какви пораки се испраќаат од нашата пријателска суседна Албанија, која што дефинитивно се делумно според моите анализи во рамките на берлинскиот процес, но вордингот кој што се употребува на некој начин е заканувачки према Европа,
што според мене, еве како земја пријател, не би се согласил, заради тоа што нашата иднина е во Европската Унија и било какви други калкулации не би дале резултат. Кога зборуваме дека можноста сите албанци да добијат можност за вработување, треба да се каже дека тоа важи за сите граѓани од Западен Балкан, заради берлинската агенда на мобилност на работната сила. Тоа значи и за македонците, и за србите, и за турците, за сите во Албанија, но и за албанците во Македонија, и за србите во Северна Македонија и така натаму и така натаму. Но генерално целиот овој процес јас имам разбирање и сакам и од наша полза е да се реши прашањето Косово-Србија, заради тоа што секако едно прашање помалку е во целиот Балкан, кое што има директен импакт и врз нашата иднина. Ако се реши апсолутно позитивен импакт, ако останува нерешено, ве гледате како влијае дури на ваквите крупни одлуки кои што се решаваат. Секако, ние сакаме да одиме двете земји понатаму. Стартувавме заедно, околностите се различни, за жал на Албанија во моментот, но јас знам дека нашата земја нема да добие пречка заради било која друга причина, а не е од дома. Манифестират увереност, а што ако ниту јуни, ниту јули нема одлука за Македонија? Ниту јуни, ниту јули, тоа ќе предизвика политичка криза во нашата земја, заради тоа што ги ставивме сите карти на нашата интеграција во Европската Унија. Знаете, некој викат, бе добро, НАТО се доби. НАТО беше буквално словена одлука. Решите го прашањето, нема одлуки, директно се влегува, се добива поканата и ратификацијата почна и тоа се случува. Нашата желба беше конечно после 14 години да добиеме одлука за добивање на датум за почеток на преговори. И токму тоа треба да се случи токму ова лето. Јас верувам дека ќе се случи. Можно да предизвика политичка криза, зашто? Заради тоа што такви се очекувањата на нашите граѓани. Кога се такви очекувањата на нашите граѓани, тоа не се испорача, тогаш тоа би било проблематично во самата наша земја. Некои викат ништо не менува 2-3 месеци. Може би не менуват, но имајќи во предвид дека доаѓа нова Европска комисија, никој не ги знае констелациите во парламентот европски кои што ќе се случат, ние не би сакале таков ризик да преземеме. Ние апсолутно заслужуваме, сме директни во разговорите и со претседателот Макрон и со канцеларката Меркел, многу пријатели се уклучени од Могерини, комесарот Хан, но и претседателот Штајнмајер и сите други, буквално пријатели на нашата земја се вклучени за сите овие процеси да се завршат успешно и јас верувам. На некој пат мојата верба и оптимизам е на чувство, но верувам дека тоа ќе се случи. Прво, како ќе го мотивират претседателот Вучич и претседателот Тачи, ако не дадат ништо према Македонија. Така да тие нема да имат доволна мотивација да продолжат диалогот, да наоѓаат решение. Каква порака ќе испратат кон другите земји, кога единствено нашата земја е мирна, има политички диалог, нема протести, реформите се завршуваат навремено, се движи земјата напред, економските параметри се одлични, блесками сите не употребаат од почеток до крај во своите дискусии преспански договор, европски манири, европско однесување, комплетно. И пораката мора да биде исклучително потврдувачка од страна на Европската комисија и на земјите членки на Европската Унија, заради тоа што само така е нормално. Сето друго би предизвикало и проблеми дури и за Европската Унија, не само на Западен Балкан. Премиерот го прашавме за неговите досега нереализирани најави за реконструкција на владата и смени на други позиции во извршната власт и во СДСМ. Зошто толку тактизирате? Кога веќе конкретно нешто ќе преземете на ОАП? Јас и најавив веднаш после инаугурацијата, кога се врати во земјата, после мојот одмор, јасно прецизно кажав и ќе повторам, почетокот на јуни ќе се случат промените. И апсолутно тоа го ветив пред граѓаните и не само што е ветување, 2 години пресеќе треба да се случат одредени промени, заради тоа што промените се здрави, ќе испратат порака кон новите да не ги повторат слабостите на претходните, но и тие што ќе останат да знаат дека сите сме ние менливи. Граѓаните не носат, не бират, не менат и тоа е така, и тоа е здраво. Апсолутно немам никаква дилема. Зошто јуни, а не мај? Заради тоа што знаете дека имаме внатрешни преговори со опозицијата. Треба да изгласаме во парламентот 2 важни закони кои што не остануваат. Секако тие не се пречките кои што ги имаме за нашата европска интеграција, но се сериозни причини за дома. Тоа е законот за јавното обвинителство и законот за безбедносните и контраразузнавачките служби, кој што е денеска во парламентот стартува вториот закон, а првиот верувам дека до крајот на оваа недела можеме да изнајдеме решение и да го процесуираме ни самиот парламент, заради тоа што па и деновите се броени. Буквално, да дадеме шанса на сите овие процеси, а при тоа јас паралелно ги правам и консултациите со оние луѓе со кои што треба да ги направам консултации. Одлуката е моја, ќе ја презентирам пред органите на мојата политичка партија, но на крајот и пред
коалиционите партнери со сета одговорност која што се имам во тој цел процес, а секако дел од одлуките после тоа треба да ги носи парламентот. Јас сум само мандатор, предлагач. Дел од одлуките за директорски места ќе носи владата, дел ќе носат управни и надзорни одбори за одредени раководни места, но дефинитивно промени ќе се случат во извршната власт. Настанот на кој присуствуваа неколкумина министри беше во организација на Виенскиот економски форум и А1 Телеком групацијата. Целта беше да се презентираат инвестициските потенцијали на земјава, која според оценките на комесарот Хан има најдобра политичка стабилност во регионот. Од Виена за 360 степени, Владимир Мирчевски. Можеше веднаш да се снајде, да рече дека се работи за пола прасе нарачал и готова работа. Кој нарачува дома пола прасе да ти донесе некој да не се зезам. Зошто не? Зошто Си нарачаш, кој можеш пица да нарачаш, да ти донесат фамилиарна, можеш и пола прасе од курна да ти донесат. Саботажа. По 6 години најави, премислувања, препроектирања, но и работа на терен, јужниот крак на паневропскиот коридор 10 стана дел од автопатот што води кон Белград. 26 километри низ Гарделичката клисура го сведуваат патувањето до српската престолнина на 4 часа. Екипа на 360 степени ја возеше што туку отворената автопатска делница во соседна Србија, важна и за граѓаните и за економијата на земјава, и ви ги пренесува впечатоците. Најавуван попомпезно од филмски блокбастер, исчекуван подолго од Олимписки игри, асфалтот на јужниот крак од паневропскиот коридор 10, кој патот од Скопје до Белград треба да го сведе на 3,5 до 4 часа, стана автопат по цели 6 години. Оваа делница која почнува кај Владичин хан на југот од Србија и низ Грделичката клисура се протега во наредните 26,3 километри во правец на Ниш, геодетски и инженерски, важеше за една од најтешките во Европа. Поради проблемите да се скротат ридовите, реката и пругата, отворањето беше одложувано неколку пати. Ваквото сиви на јужниот крак беше доволен предизвик да се обидеме да ја извозиме делницата. Уште на стартот наидовме на проблем, бидејќи патните служби се двоумеа дали да ни дозволат движење по патот неколку часа пред неговото официјално отворање, но пуштија срце откако се уверија дека сме новинарска екипа. Првите километри почнуваат со виадуктот Врла, долг речиси 900, а високи до 62 метри. Тоа е само еден од 36 мостови на делницата, чија вкупна должина е речиси 6 километри. По Врла, мал број работници се уште средуваа финеси и така се до тунелот Манајле. Неговите 1,8 километри го прават најдолг тунел во Србија, а со вложените 13 милиони евра е еден од најсовремените. Повторно над земја. Погледот го привлекуваат джиновските бедеми кои ги придржуваат масивните ридови. Во нив се наоѓа дел од вкупно 59.000 тони арматура. Едната од двете клучки се наоѓа кај местото Предејане, за оние кои се обраќаат во двата правци, добро познато место за одмор. Оние кои што се обраќаат кон Србија, пред да дојдат кај Предејане, стрелката за десно ќе им покаже каде можат да се исклучат. Оваа информација е важна, а оваа клучка од витално значење, особено ако се земе предвид дека освен ова место, други одморишта, барем за сега, не се планирани. Кај Предејане се наоѓа и вториот тунел, долг 1 километар. Сакавме да направиме една мала проверка за колку време можеме да ги поминеме овие скоро 27 километри ако возиме со просечно предвидените 100 километри на час. Меѓутоа од патните служби ни беше посочено да не си ја тестираме среќата, поради работниците кои што се уште забележливи на одредени локации, но и поради полициските патроли, кои се тука во пресрет на пристигнувањето на српскиот претседател Александар Вучич. Кога веќе не можеше така, на враќање сакавме да провериме за колку време можеме да извозиме барем и со помала брзина, но контранасоката беше затворена поради пристигнувањето на српската делегација, па во Владичин хан се вративме по стариот пат. Завршувањето на работите на оваа немирна делница беше повод ова мало и мирно српско градче во саботата да биде центар на збиднувањето на Балканот. Засвечено да го прогласат за отворен, во него се сјатија српскиот претседател Александар Вучич, премиерката Ана Брнабич и безмалку половина влада.
Специјални гости беа премиерот Зоран Заев, председавачот на председателството на Босна и Херцеговина Милорад Додик и амбасадорот на Европската унија во Србија Сем Фабрици. Тие пристигнаа со специјални панорамски автобуси со мотиви на Коридорот 10. Владичин Хан беше претесен да ги собере и автобусите од другите градови и бројните пониско рангирани функционери. Се чини сепак, најмалку се водеше сметка за новинарите, кои добија миниатурна позиција обколени со маса народ. Вучич ја искористи говорницата да зборува за автопатот, но не пропушти да се пофали за други политики. Надвор од податоците за историските дострели, доминираше зборот пријателство. Хочу да се захвалим посебно премиеру Заеву, председнику Додику, svima koji su zajedno sa nama večeras ovde. I da kažem veliko hvala našim evropskim partnerima koji su gradili ovaj put, i Bugarima koji su probijali manajle, i Grcima, i Špancima, ali i ljudima iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Намалувањето на физичката временската дистанца меѓу главните градови на Северна Македонија и на Србија е соодветна на пријателството и блискоста меѓу нашите народи, што ја носат длабоко во своите срца. Невообичаено за балкански прилики, настанот заврши по неполн час, додека на собраните се восхитува и го фотографира огнометот на импозантниот виадукт Врла, делегациите полека заминаа. Со згаснувањето на огнометот, згасна и светлата кој му пружија еднодневна слава на Владичин Хан. Подобро да се спречи отколку да се лечи е стара изрека на овие простори. Може да послужи како мото на многу служби, па и на патронажната, што е тема на сторијата на Маја Перовска. Бројките покажуваат дека превентивната функција на оваа служба е доведена под знак прашање, особено кај трудниците и што туку породените жени. Наместо сите, како што е предвидено, само 4 од 10 жени имаат посета од патронажна сестра. Секоја бремена жена во земјава има право, а државата обврска за редовен надзор од патронажна сестра. Кога станува збор за жени во репродуктивен период во време на бременност и бремени жени да имаат по 2 посети во просек, а во ситуации кога станува збор за маргинализирани групи на заедници или во ситуации кога има исто така одредени ризични бременности, дури и тој број треба да се зголеми. Во пракса, посета од патронажна служба добиваат само 4 од 10 трудници. Каде, но и зошто потфарла здравството, кога е во прашање клучната превентивна служба за здравјето и на бремените жени, но и на новороденчињата? Шуто Оризари има околу 17.000 жители. Го покрива само една патронажна сестра, иако според домашните стандарди би требало да има најмалку 3. Последиците ги систематизирала невладината организација Хера по последното теренско истражување. Често пати ни одговара дека патронажната сестра ќе дојде, ќе ги регистрира и ќе се замине. Не ги добиваат потребните информации кои што им се потребни во текот на бременоста, за кои услуги им следуваат, со што ќе се соочат во текот на бременоста и најбитната работа која што за една трудница и за мерките кои што се предвидени, а тоа е начинот на добивање на фолна киселина и јод, која што исто така е една од мерките од програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца. Податоците за посета на трудниците во Шуто Оризари се поразителни. Во последните 6 години најдобар опфат имало во 2015 година и тоа 14%. Сите други години е понизок, најмалку во 2016 6%, а стандардот е да бидат опфатени сите 100%. Шуто Оризари е екстремен пример, но бројот на патронажни посети опаѓа во цела земја. Во последниот период, во последната декада, во периодот од 2007 до 2017 година, опфатот генерално на жените во репродуктивен период и на жените кои што треба да бидат посетени после породувањето се намалува. Во истиот овој период и бројот на патронажни сестри кои што се активни на терен, кои што работат како патронажни сестри, исто така се намалува.
На ниво на цела држава, во 2007 година посета од патронажна служба добиле 5 од 10 бремени жени. Иако тоа е само половина од стандардот, во 2017-та посета од патронажна служба добиле уште помалку трудници, 4 од 10. Што се однесува до посетите по породувањето, во 2007 година опфатот е 71,7%, но до 2017 година опаднал драматично на 47,9%. Во истиот период од 10 години, бројката од 307 вработени патронажни сестри во 2007 година се намалува на 291 вработена патронажна сестра во 2017 година. Скопје во моментов има 68 патронажни сестри. Таа бројка значи дека главниот град е еден од најлошо покриените региони, со една патронажна сестра на 2500 жени во репродуктивна возраст. Решението и за Скопје и за остатокот од земјата се гледа во законска можност за влез на што туку дипломирани кадри. Ке се комплетира еден таков мултидисциплинарен тим составен и од доктори и од сестра кои што на лице место ќе може да ги видат проблемите кои што се случуваат во семејството и не само во семејството, кај индивидуите. На тој начин ќе го зголемиме бројот на членови во тимовите кои што работат во поливалентна патронажа, но и ќе го покачиме квалитетот затоа што високо квалификувани кадри, што туку дипломирани доктори, ќе имаат можност да излезат на терен и во службите на поливалентна патронажа да даваат услуга на граѓаните. Но крајната услуга не зависи само од бројот на вработени. Например, често патронажните сестри одат пеш на посети. Во Здравствениот дом Скопје за успех го сметаат решението да им обезбедат автобуски билети. Успеавме преку измени во планот за јавни набавки со одлука на управен одбор да овозможиме сестрите кои што работат во поливалентната патронажа да добијат автобуски билети, за да можат тие сервиси полесно да ги извршуваат и навистина беше големо олеснување за сестрите да можат на овој начин полесно да се движат низ градот и да ги дават своите сервиси. Од друга страна, во тек е јавна набавка која што треба да овозможи подобра техничка опременост на тимовите за поливалентна патронажа, согласно разговорите кои што ги имавме со сестрите од оваа служба. За опфатеноста на населението со патронажни служби, информации побаравме и од надлежното Министерство за здравство. Добивме одговор, но не за бројот на посети, туку за територијалната покриеност. Секој здравствен дом во државата има патронажни екипи, со што има покриеност на целата држава. Земајќи предвид дека медицинските сестри се столбот на нашиот здравствен систем, минатата година јавното здравство е зајакнато со голем број медицински сестри и лекари, а паралелно се зголемени платите и ноќните дежурства. Например, за патронажната служба во Скопје да го извршува законски утврдениот број на посети, потребно е тимот да се зголеми двојно. Потреба од нов кадар има и во многу други региони од земјата. До тогаш, известно е дека гарантираните посети на секоја трудница пред и по породувањето ќе останат само на хартија. Во пракса, нереално е да се верува дека опфатот ќе се зголеми сам од себе, а со тоа и да се исполни целта на службата – превенција од здравствени ризици и кај мајките, и кај новороденчињата. Не менувајте го каналот, зашто по уште една кратка пауза е саботажата. Стигнавме до новото издание на саботажата. Автор е Сречко Поповски. Бранот на креативни идеи за покривање на очигледниот недостиг на политичко искуство со кое без премногу размислување беше признаено дело, кое во секоја смисла е предизвик за органите на прогон. Ја доживеа својата кулминација со предлогот за совршено алиби. Можеше веднаш да се снајде, да рече дека се работи за пола прасе нарачал и готова работа. Кој нарачува дома пола прасе да ти донесе некој бислам, да не се зезаме. Зошто не? Зошто Си нарачаш, ко можеш пица да нарачаш, овај да ти донесат фамилиарна, можеш и пола прасе од фурна да ти донесат.
Половината која прерасна во мерна единица за одговорност, независно од тоа дали со неа се определува зафатнината на некоја течност или се означува тежината на одредена маса. Сепак би станала цела, само ако при појаснувањето на незината содржина и се додаде половината која и недостига, за конечно да стане вистинска вредност. Грам чест да има Павле Богоевски, грам чест. Нема. Грам морал и грам етика. Нема. Денеска јавноста во Македонија ќе ја добиеше неговата оставка. Примери за таков тип утврдување на тежината на врската која носи политичката совест, речиси никогаш не може да се очекуваат од оние кои при нејзиното мерење тотално го игнорираат јавниот дискурс и тераат под бишега со него, апсурдно тврдејќи дека владеат со земја во која сите се слепи и глуви. Ако се утврди дека не се запасени процедурите или се прекршени процедурите, јас нема да ја повикнам сестра ми да ја напушти работното место, но тоа треба да одговара и сама да се откаже од тоа работно место, но во овој случај не е констатирано тоа. Изгледа дека власта е еден од најтешките наркотици. Таа е како некоја психотропна супстанца на која толку лесно се навлекуваат политичарите, а граѓаните се тие кои губат главата. За несреќа, нема контрапункт кој со чиста мисла би можел да влијае врз рациото. Оти оттаму наместо реални сценарија се нудат веќе видени научно-фантастични концепти, кои недвосмислено служат единствено да се гради култ на политички терминатори, кои никој не би сакал пак да ги гледа. Опозицијата, видите, за опозицијата е многу интересно. Има еден израз во еден филм со Арнолд Шварценегер, кој вели таа култна изрека I'll be back, јас се вратив. Или некој велат ќе се вратам и така натаму. И на крајот, кога љубовта кон машините е толку голема, ама и по 2 години, дури и оние кои изминатите десетина помагаат да бидеме возени, се уште не може да разберат кој управува со воланот. Има добар мотор. Мислам Скап дека мотор. не знаат дека досега прв пат слушна кога го вида, јас сум моторџија, знам од моторџи, не знаја дека тој вози мотор. Македонија е скап, но се уште не е модел на мотор за фалење. Потребен му е квалитетен ремонт кој ќе ја оснажи и забрза машината, а возачот со рацете цврсто на управувачот ќе им овозможи на патниците спокојно патување кон посакуваната дестинација. Само тогаш ќе стане вистински моторџија. Со саботажата ги исцрпуваме содржините за вечерва. Ви благодарам за вниманието со кое не гледавте. Може да не следите и на интернет, на нашиот вебсайт и на нашите акаунти на Facebook, Twitter и Instagram. Се гледаме повторно в петок од 22. Пријатно!